За времени отпреми на реката Драгалница со цел да биде забранен за употреба, а со тоа да створат тревот кај вас граѓаните, а јас да бидам виновник. Откако тоа не им успеа, сега ги користат државните институции да им се закануваат преседувачите на работите на мостот, да се забават со поставување на оградата и тоа да биде причина мостот да не се пусти во употреба. Денуваме ми свесни дека наводно били оградени дел од металните столбови, па сега повторно нарачен од Република Бугарија, кога јас им реков дека без разлика на се ние ќе почнеме да возиме по мостот, тие наредни одели постоечката чуварска барака ја монтира на самиот мост. Голема е приказната автомобилната кампања против мене која ја водат на социјалните мрежи. Што веќе ми измислија, какви нелагини напишаа против мене? Сум поседувал станови, сум поседувал камиони, сум трошал пари на репрезентации. Во специјалното јавно правителство имало пријава против мене, ќе ме праќале во Измислово. Му доставиле на нивниот министер за внатрешни работи плик со барање да се направи ревизија на општината и уште што веќе не. При крајот на месец август беше извршена ревизија, државна ревизија на општината и не беа најдени никакви неправилности. Почитувани граѓани, последниот абсурд на СДСМ доаѓа од Зрновци. Најголемата безсмислица, нелогичност, глупост и невозможност беше кажена вчера на трибуната на СДСМ одржана во Зрновци. Зоран Заев кажа дека Зрновци е една од најзаписените општини во Република Македонија. Рекол нема канализација, децата газат покал, децата одели на училиште со влажни алишта, имало приходи, наследки и така натаму. Било кажено дека се обвинувал мојот против кандидат за неопарањето на детската градинка и непоставјането на мостот на Драгалница. А господинот Заев на тоа инструментирал дека сите знаат дека за време на распишени избори не можеше да бидат отворени објекти од јавен карактер. Но истината е во тоа што општината бараше градинката да биде отворена во месец јули, затоа што веќе беше изградена и опремена. Додека пак изградбата на мостот требаше да заврши на 20 август, далеку пред да бидат распишени избори. Ги уверувал граѓаните дека преку капитални проекти за 2 години од мандатот на новиот градоначалник Ванчо Митрев општината ќе блеснува. Замислете како циркус и приведе на граѓаните од општина Зрновци. Јас се чудам само каде му е тука одговорноста на кандидатот Ванчо Митрев, која го информирал неговиот председател за сликата на Зрновци. Со ваквите постапки само го отбележува квалитетот на неговиот карактер и вредностите кои тој ги застапува и за кои стои, како и целите за кои се бори. Но сите ние носиме лична, но и колективна одговорност како кој своите граѓани, така и кој својата општина. Тие ги подценија граѓаните на Зрновци, ги подценија овие локални избори. Тие добро знаат дека ништо од сето ова не е точно. За нив е важно само пропагандата. Важно е некој да поверува во тоа. Затоа ние заеднички со граѓаните, искористувајќи ги разликите како предност, ќе продолжиме да работиме, да создаваме, да веруваме, да живееме, да направиме добробит и да оставиме дела кои ќе траат во времето и просторот. Почитувани сограѓани, ние не говориме за измислени работи, туку за конкретни проекти. Голем дел од нив предложени од самите граѓани. Видови со прецизна динамика за наивна реализација, со рокови кон кои се обрзавме. Така ќе биде и овој пат. Тоа е тоа што не прави поинакви од другите. Ќе продолжиме и понатаму со целото наше срце и со целата наша сила. Затоа што одговорноста кон иднината, кон идните генерации и кон општина Зрновци не тера да бидеме просветлени. Зрновци оди напред, Зрновци е модерна општина. Реализираните проекти во изминатите години при продолжување во инфраструктурата, изградбата на преку 30 улици, 4 локални патишта, 2 полски патишта, регионалниот пат Видовище-Теренец, 2 ново изградени пекални канализации во Моровец и Видовище, новите паркови, новите площади, регулации и уредување на речните корита на Зрновска, Моровска и Видовишка река, ново изградените цркви во Моровец и Видовище, детската градинка, реконструкција на општинската зграда, етно куќа во село Моровец, регионалниот етнопарк во Зрновци, модерен и современ мост на реката Драгалница, мостовите на Моровска и Видовишка река, фонтани на секој агор, реновирано училиште со изградена топловрска и термофасада, спортска сала, изградена поветенамески игралишта, патно уредени курине на еколошниот тоталитет во село Моровец, патно уредени столетните чинови во село Моровец и така натаму,
verujem, дека не се trenutno biće na Zrnovci. Verujem, дека тоа не ја прави општина Зрновци најразвиена општина во Република Македонија. И сака од својот против кандидат имаше програма и да стоеше, да асфалтирам таа и таа улица. И изградам канализација во тоа населено место. Ќе го изградам тој полски пат, ќе уредам таа река и така натаму како. Како тоа да не се седи ни на една улица која не е асфалтирана, а се газале по кал. Децата во Зрновци имале грипи наслика, биле мокри од асфалтирани улици. Абсурд невиден и нечуен. Децата почитувани и граѓани се и остануваат во покоците на нашето внимание. Наскоро ќе обезбедиме топол и здрав образ за секое дете од прво до пето одделение. На оваа возраст имаме 84 дечиња. Размислуваме и за останатите од 6 до 9 одделение. Веќе ги правиме анализите и постои голема веројатност и тие да бидат вклучени. За почеток, како трапезање ќе се користат учениците, но веќе се изработува проектот за изградба на училишно трапезање. Така се сака својот народ, својот општина и својата затвореност, да векнеш и да исполниш, да донесеш подобар живот за граѓаните. Почитувани граѓани и општина Зрновци, ми представува чест и задоволство во продолжение да ви представам дел од нашите приоритетни проекти за периодот 2017-2021 година. Реконструкција на секундарната водоводна мрежа во село Зрновци, односно изградба на сосема нова секундарна мрежа во должина од 7,5 км. Проектот за кој веќе имам изработена техничка документација предвидува поставување на водоводната инсталација на горна, средна и долна зона, со што би се возможило избалансиран притисок и непрекинато создување со вода на граѓаните во село Зрновци. Изградба на учинен резервоар за вода во село Зрновци со капацитет од 200 метри куби, кој ќе се наоѓа на повисока кота од постоечкиот, со цел да се обезбеди по природен пат непречено создување со вода на граѓаните од село Морово. Изградба на бунери за вода преку трупчење на 3 бушотини во непосредна близина на повеќе намеското игралиште во Зрновци со цел обезбедување на чиста и здрава вода за пиење. Со реализација на овој проект ќе напуштиме сегашниот третман и преработка на водата и користењето на примерната водоводна мрежа поставена од фабриката за вода до резервоарот за акумулација на вода. Изградба на буна на вода преку трупчење една бушотина во село Видовице со цел да обезбедиме поголемо количество на вода за пиење, неопходно искористување на подземните води и нивно приклучување во постојните резервоари. Со цел да обезбедиме полесен и побрз пристап до земјоделските површини, одлучивме да продолжиме со изградба на асфалтирани полски патишта. Во таа насока изработивме техничка документација за изградба на локален полски пат од фудбалското игралиште во Зрновци до местото викано Малеево во должина од 1250 метри. Изградба на локален полски пат во село Видовиште од местото викано Гумиње до местото викано Друмот од должина од 850 метри. Изградба на локален полски пат од село Зрновци до место викано Подлески во должина од 1800 метри и пробивање, тампонирање, планирање и валирање по еден централен полски пат во секој населено место. Во функција на обезбедување помош на земјоделците и подобрување на наводнувањето во Зрновци ќе се заложиме за изградба на следните земјни вади: бетонирање Морошка вада, Косовска вада, вадата на Лесковски пат, Бабареја вада, Лугово поле и Пригорска вада. Целосна реконструкција на домот на културата во село Видовице, промена на кровната конструкција на домот на културата во село Моровиц, изградба на пат археолошки тоталитет манастириште во село Моровиц во должина од 900 метри. За овој проект имаме изготвена техничка документација. Изградба на едно кошаркарско игралиште во горниот дел од село Зрновци над црквата Свети Димитрија со цел спортување, рекреирање и надпреварување на младите генерации на овој дел од населеното место. Изградба на фитнес зона на отворено во село Зрновци. Проектот има за цел обезбедување на соодветни услови за фитнес и рекреација од отворено небо. Зоната ќе биде сместена во непосредна близина на етнопаркот и ќе биде опремена со најмодерни справи за бесплатни достапни 24 часа за сите граѓани без никаков надомест.
Rekonstrukcija na delo tradicionalната mrežа во село Зрновци и доизградба до секој семејство. Поради застареността на дел од традиционалната мрежа во село Зрновци, потребна е реконструкција и доизградба со цел приклучување на оние семејства кои досега нема да може да се приклучат. Изградба на нуни площад на самиот район каде се спојуваат улиците Скопски и Генерал Апостолски. Предвидено е поклучување, поставување на урбана опрема, изградба на еден репликовец и поставување на детски реквизити. Осветлување и поставување на урбана опрема по прекијавот на реката Зрновка. Модернизација на уличното осветлување во општината. Изградба на 5 бетонски каскади по теченијето на реката Зрновка, поаѓајќи изводно од централата Зрновка, па се до првиот пост на реката Зрновка. Проектот предвидува решавање на два проблеми: структурирање на силните налипи на вода во и напорени дождови и задржување на нивото на речното корито, со што имаме непречено запаќање на водата по каналите за наводнување. Опременување на природните пештери по каналот на реката Зрновка. Изградба на велосипедска патека по теченијето на реката Зрновка. Проектот предвидува изградба на велосипедска патека погодна за повеќе велосипедски дисциплини. Изградба на два моста за моторни возила на Видовишка река. Изградба на еден мост за моторни возила на реката Зрновка и проширување изградба на тротоари на влезот од локалниот пат Зрновци-Грбовци. Почнувани сораѓање, како кандидат за градоначалник, со докажаната одговорно и домаќинско работење со вашата поддршка можеме да ги реализираме горе наведените проекти. Со новата програма ние бараме од вас, почнувани граѓани, нов мандат. Да продолжиме со интензивна работа, со посветеност, со желба да го оствариме виденото и да донесеме подобар живот за вас, граѓани. Затоа ве повикувам на крај следните следите и гласајте за определувајќи го редниот број 13. Биете живи и здрави, да живее Република Македонија, да живее Македонија. А сега да заметнем да повикам господина Култура Бојчевич